Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, Тортичка? Јоги, многу сакам да бидам астронаут. Да летам во вселената со мојот вселенски брод. Да истражувам чудни нови светови. Да откривам нов живот и нови цивилизации. Храбро да одам онаму каде што ниту една тортичка не отишла претходно. Возбудливо. А ти, Лила? Оги, јас размислував која професија ми лежи повеќе. Аха. Например, сакам да цртам на љубави куќи и потоа да ги изградиме и во нив да си живеат сите наши другарчиња од Дримленд. Ти сакаш да бидеш архитект. Внимавај полево! Добре дојдовте дома. Одлична професија. Навистина! Да, но би сакала да се реализирам и како пејачка. Голем аплауз за величествената Лила! Ла 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 Фигаро, ла 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 Фигаро, браво брависимо, ла 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 Фигаро, ла. Браво! Бис! Благодарам. Каков живот. А ти, Оги? Ти што сакаш да бидеш, освен најбараната свекичка на родендените во Дримленд? Јас мислам дека би бил супер учител. Брзо, другарчиња, почнува школскиот час. Денес учиме собирање. Ако во градината пораснале едно жолто, две бели и 3 црвени цвеќенца, колку вкупно цвеќенца има во градината? Никогаш доволно. Шест! Браво! Доколку Лила и подарила едно цвеќенце на Тортичка и едно на Бубот Бубу, тогаш колку цвеќенца би останале во градината? Премалку. Ако од 6 цвеќенца Лила подарила 2, тогаш во градината останале 4 цвеќенца. Така е. Не е точно. Како не? Така. 6 минус 2 е еднакво на 4. Едно цвеќенце си ми подарила на мене, едно на Бубу, што значи во градината останале 4 цвеќенца. Невозможно. Бидејќи, ако јас подарувам цвеќенца, освен на тебе и на Бубу, едно секако ќе му подарам и на Оги. Тоа значи дека во градината останале 3 цвеќенца. Благодарам. Оги, кои се други интересни професии? Апчиху! Доктор. Не, добра сум, благодарам. Докторот не лечи кога ќе се разболиме. Добар ден. Во што е проблемот? Мојата другарка Тортичка е болна, иако таа не признава. Ама
ви велам, ништо не ми е. Понекогаш само така се кивам. Апчиху, апчиху, апчиху. Ох, Температура нема, грлото не е црвено, но има мала настинка. Ке ви препишам чајче со лимон и топла супа. благодариме, докторе. Благодариме. И нема играње во снегот. Неколку дена. Оги, а што ако јас сакам да пронајдам лек со кој веднаш ќе ја излечам настинката? За тоа треба да станеш научник. Еурека! Лек против настинка! Нобеловата награда за медицина и се доделува на тортичка за нејзиниот револуционерен лек против настинка. Пред многу години имав визија да го ослободам светот од злодебните настинки. Денес таа визија стана реалност. Ви благодарам за оваа голема чест. Апчиху! Настинко, еден ден ќе те победам за секогаш. Јас верувам во тебе, тортичка. Благодарам, Оги. А сега одам во игротеката на Дримленд. Имам едно многу важно прашање за сите дечиња што ќе ги сретнам таму. Кое прашање, Оги? Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Еј, другарче, притисни тука за да гледаш уште едно видео. А ако сакаш да ги следиш сите наши авантури, притисни тука. И не заборавај, пи ги најквалитетните вива сокчиња со витамини и минерали, кои не прават силни и здрави.